студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток гледаме кои се настаните на денот. Законите за Safe City стасаа во собранието. Бројот на несреќи намален во првите денови од тест примената. Од утре СДСМ ќе пука бомби за наводните криминали и сделки на власта. Филипче формирал антикорупцијски тим, а на помош ја повика и европската обвинителка Ковеши. Онлайн дуел на Груевски и Заев со меѓусебни обвинувања за криминал. Македонија трета во Европа по раст на БДП, вели министерката за финансии. Статистика објави 3,8% пораст на економијата. Бурата Бајрон предизвика катастрофални поплави во Грција, затворајќи училишта и поплавувајќи цели населени места. За испретените закони до собранието и кога може да се очекува нивно усвојување за системот Safe City во целост да профункционира, известуваме во живо во овие вести. Останете со нас, почнуваме. 6 закони за системот Safe City денеска се испратени до собранието. Со нив треба да се регулира новата постапка на доставување казни преку пораки, висината на казните и други прашања без кои тест периодот не може да премине во ефективно функционирање. Даниел Василев известува. Даниел, може ли ова да се заврши до нова година? Добар ден, Цаци. Се надевам дека ќе може да се заврши до нова година. Пакетот е од 6 закони кои што треба да бидат променети до 31 декември, иако морам да бидам искрен дека во овој момент немаме детали кои точно закони се испратени, односно измени на закони се испратени до законодавниот дом. Затоа најверојатно ќе почекаме до понеделник со оглед на тоа што извори од собранието за Сител велат дека службите во моментов ги работат овие законски измени кои што треба да влезат полека во собраниска процедура со цел да бидат донесени до крајот на годината и МВР да може и официјално да го пушти системот Safe City во рокот кој сам си го зададе, а тоа е 1.1.2026, иако министерот за внатрешни работи Панче Тошковски веќе кажа дека е можно негово пролонгирање за 1 месец за и државата да биде подготвена, меѓутоа и граѓаните да бидат информирани што ова точно ќе значи за сите. Во меѓувреме до Уставниот суд пристигна иницијатива која што предлага уставните судии да ја оценат уставноста на системот Safe City. Меѓутоа, дали Уставниот суд ќе ја разгледа оваа иницијатива и докаде е целата постапка за законите, гледаме во прилогот во продолжение. Пакетот 6 закони кои се неопходни за да профункционира системот Safe City се испратени во собранието. За сега не е познато кои точно законски измени се испратени до законодавниот дом, но собраниски извори велат дека во моментот се работи на нив, па дополнително ќе бидат објавени за јавноста. Извори од МВР претходно за Сител кажаа дека потребни се измени на 5 закони. Законот за прекршоци, за безбедност во сообраќајот на патиштата, за извршување санкции, за возила и кривичниот законник. Од нив измените во Законот за безбедност во сообраќајот се веќе донесени, а измените во Законот за прекршоци се во процедура и се гласаат со двотретинско мнозинство. Собранието до нова година ќе мора да ги донесе овие законски измени за МВР да може во рок и официјално да го пушти системот Safe City, иако министерот Тошковски веќе кажа дека е можно негово пролонгирање за 1 месец со цел системот да биде комплетно подготвен, но и граѓаните да бидат информирани што точно ќе значи за нив. Уште во тест период, некои граѓани го гледаат Safe City како спорен. На електронската пошта на Уставниот суд доставена е иницијатива за поведување постапка. Во неа спорни се 5 точки кои главно се однесуваат на начинот на испраќање на опомените или казните кога системот ќе профункционира. Односно, тоа што МВР решило да собира телефонски броеви од возачите и казните да ги праќа преку SMS пораки. Но представката која е поднесена на електронската адреса не е официјална, бидејќи не се испочитувани правилата за тоа како се поднесува иницијатива до Уставен. Иницијатива на мејл не може да се третира како иницијатива. Секако, ако поднесат официјално, како што е предвидено со актот, судот тековно ќе постапи, велат од Уставниот суд. Во овој тест период, според известувањата од МВР, системот регистрира 4 вида на прекршоци: брзо возење, поминување на црвено, истечени сообраќајни и недозволено запирање и паркирање. Меѓутоа, во сите статистики кои ги испрати МВР досега, изостануваат податоци за недозволено запирање и паркирање. Според најавите, во наредната фаза опсегот на прекршоци кои системот ќе ги регистрира ќе биде поголем, но засега без детали што се ќе следат камерите.
Даниел, дали веќе има некакви мирења, споредби, се намалува ли бројот на сообраќајни несреќи благодарение на овој тест период кој трае веќе 5 ден? Така барем велат неофицијалните анализи до кои што дојдовме, според нив бројот на сообраќајни несреќи е намален за некаде околу 25%, меѓутоа ќе почекаме МВР и официјално да се огласи за ова прашање. Во текот на денот барав од МВР да достават и статистика за вчерашниот и за завчерашниот ден, колку опомени испратил Safe City, со оглед на тоа што и вчера не испратија, меѓутоа оттаму ми рекоа дека не можат да испратат во овој момент официјална статистика, само ми кажаа дека бројот на опомени кои што системот Safe City ги испратил до возачите е драстично намален од оние први 2 дена кога практично се направи една цела паника во јавноста околу тест периодот на Safe City и високиот број на опомени кои што тој ги испрати до возачите. Даниел Василев, ти благодарам за овие информации. Од утре СДСМ ќе пука бомби за наводните криминали и сделки на власта. Филипче формирал антикорупцијски тим, а на помош ја повика европската обвинителка Ковеши. Онлайн дуел на Груевски и Заев со меѓусебни обвинувања за криминал. СДСМ од утре почнува со објавување на бомби 2.0, како што најавува лидерот Филипче. Преку нови докази ќе се разобличуваат, како што тој тврди, коруптивните сделки и криминалните мрежи на актуелната власт. Партиски антикорупцијски тим, составен од правни експерти и млади активисти, ќе истражува случаи и ќе поднесува пријави. А Филипче побара поддршка од европската обвинителка Лаура Ковеши и италијанските антикорупционери. Од ВМРО ДПМН пак со остар одговор велат дека токму СДСМ е последната партија што може да држи лекции за корупција и дека акцијата е обид да се прикријат сопствените скандали. СДСМ од утре започнува со објавување на нови бомби 2.0. Како што вели лидерот Филипче, преку докази и документи ќе се разобличуваат коруптивните сделки и криминалната мрежа на актуелната власт. Се формираше и тим во партијата, од експерти во областа на правото и млади активисти на СДСМ, кои ќе ги истражуваат скандалите на ВМРО ДПМН и ќе поднесуваат пријави. Што ќе работи овој антикорупцијски тим? Тоа што го гледаме овие денови. Ќе истражува скандали, ќе анализира документи, ќе ги презентира до јавноста, ќе ги разоткрива сите корупцијски шеми на оваа криминална власт, ќе поднесуваме соодветни пријави до национални и меѓународни институции. Филипче ја повика и европската обвинителка Лаура Ковеши да дојде во Македонија и лично да се запознае со малверзациите кои ги прави ВМРО ДПМН со европските фондови. Сите ќе вериши Лаура Ковеши испратија веднаш порака од ново формираниот антикорупцијски тим на СДСМ по изјавата на Филипче. Лидерот на СДСМ ќе бара помош и од италијанските антикорупционери кои се бореле со сицилијанската мафија. Ако Италија се справи со Коза Ностра, Македонија ќе се справи со мафијата на ВМРО ДПМН, вели Филипче. Се случи најголемата проневера на европски пари во Македонија и партфондовите, и тоа луѓе, членови на ВМРО ДПМН, луѓе блиски до премиерот Христијан Мицкоски. СДСМ ја повикува европската обвинителка Лаура Ковеши да ја посети Македонија. Лично да се запознае со малверзациите кои ВМРО ДПМН ги прави со европските фондови. Иронично е лидерот на СДСМ да зборува дека формирал антикорупцијски тим за борба со криминалот, кога токму од неговите редови извира криминалот во државава, почнувајќи од Зоран Заев, Артан Груби, Васко Ковачевски. СДС се последните кои имаат право да делат лекции за корупција, велат од ВМРО ДПМН. Кога Филипче зборува за честност, а Заев е се уште лидер во сенка на СДС, тоа е отворено подценување на граѓаните. СДС нема никаков кредибилитет да говори за борбата против корупција. Главниот извор на криминалот во државата се токму тие, нивните кадри, нивните мрежи и системот на злоупотреби и делови од обвинителството кои ги штитат. Денеска од владеачката партија повторно прашуваат дали 1,3 милиони евра од набавката на житото во 2022-та завршиле во џабовите на Зоран Заев, Венко Филипче и Љупчо Николовски. Додека пак од СДСМ возвраќаат дека за време на нивното владење не се набавувала незаконски пченица и дека ВМРО ДПМН интензивно лаже додека краде од народот преку наместени тендери. Тамара Дичевска, Сител телевизија.
Поранишните премиери Груевски и Заев повторно влегоа во остар судир на социјалните мрежи, разменувајќи меѓусебни обвинувања за корупција, лицемерие, бегство од одговорност. Груевски го обвини Заев дека, иако јавно ја поддржал Украина, преку фирми поврзани со него со години тргувал со ефтин руски челик во време на санкции. Додека Заев возврати дека од Русија ниту капка вода не би зел и го повика Груевски да се соочи со правдата во земјава. Оваа реторика е продолжение на долгогодишниот политички конфликт меѓу двајцата, кој почна со објавувањето на бомбите во 2015 и судските процеси кои следа. Екс-премиерите Груевски и Заев во вербална војна преку социјалните мрежи. Груевски преку Фејсбук го обвини Заев за дволичност, додека во јавноста се представува како силен поддржувач на Украина и западните политики, во позадина преку своји фирми со години купува ефтин челик од Русија, а со тоа според него индиректно придонесува за финансирање на руската економија во време на санкции. За време на владењето на СДСМ, Македонија донираше голема количина оружје за Украина, набавено од пари од буџетот на Македонија, кои се полни од дануците кои ги плаќаат сите граѓани. Но во позадина, Ербап европеецот спремен да прати туги деца на фронтот на големо во стотици милиони рубли, секој месец врши трговија со руско железо и челик, односно купува ефтино железо од Русија, чија цена е пониска заради силните западни санкции кон Русија и прави сделки во кои сите имаат заработка, и продавачите од Русија и купувачот фирма на Заев. Пишува Груевски, тврди дека Филипче знае за сите овие активности, а златна виза во Дубај добил не како лекар, туку како инвеститор со вложени над $550,000, средства за кои, како што вели, не може да се објасни потеклото со лекарска плата. Заев жестоко му одговори: "Жедам да сум, Русија капка вода нема да ми даде, а камоли бизнис. Тебе навистина ти е досадно. Читам денеска си почнал и да се разубавуваш. Ти навистина не знаеш што да правиш со самиот себе. Да ја одлежеше казната и да покажеше достоинство кон народот на Македонија. Денеска можеше од тука од Македонија да зборуваш пред нашата јавност. Наместо од бегство да пишуваш епопеи за кои тука се тера мајтап, дека никој не може и не сака да ти ги дочита до крај. За разлика од тебе кој што се капеш во украдените пари на граѓаните на Македонија, јас достоинствено работам и своето време и натаму ќе го трошам на работа. За крај, се надевам и верувам дека ќе дојде денот кога ќе се појавиш во Македонија, а добро знаеш каде ќе треба директно да одиш, му возврати Заев. Острата реторика помеѓу двајцата поранешни премиери трае од 2015-та, кога Заев почна со објавувањето на така наречените бомби кои резултираа со формирањето на специјалното јавно обвинителство, што на Груевски му донесе повеќе обвиненија за злоупотреби на позицијата премиер. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Опозицијската СДСМ обвинува дека власта подготвува предвремени парламентарни избори напролет, тврдејќи дека премиерот Мицкоски ги следи политичките стратегии на лидерите во Србија и Унгарија. Од владеачката ВМРО ДПМН ги отфрлаат ваквите тврдења, уверувајќи дека доколку нема поголеми политички турбуленции, редовните избори ќе се одржат во 2028. Додека двете партии јавно полемизираат околу можна изборна трка, паралелно почнуваат и внатрепартиски реформи со најави за кадровски промени и освежување на раководствата. Во фокусот останува прашањето дали пролетта ќе донесе избори или само партиски престројување. Опозицијската СДСМ тврди дека власта планира предвремени избори напролет и тоа поради политичката поврзаност на премиерот Мицкоски со политиките на српскиот премиер Вучик и унгарскиот Орбан, кои исто така за напролет планирале избори како дел од нивните интерни тактики за одржување на власт. Во исто време, објавува и лажни анкети за рейтингот на партиите. Само неколку часа предходно во Србија, Вучик најавува избори. Вчера започна реконструкцијата на владата на јавноста одамна познат како обично шминкање, модел кој Вучик го користи со години. По реконструкцијата со неколку чудни дополнителни објаснувања следат најави за избори и нивно распишување, коментираат од СДСМ. Наспроти тврдењата на СДСМ, Мицкоски вчера брифираше дека доколку не дојде до некаква поголема политичка или општествена промена, следните избори ќе бидат редовните за 28 година. И покрај високиот рейтинг на ВМРО ДПМН на интерните анкети, тој ја отфрли идејата за предвремени парламентарни избори напролет, бидејќи 2026 е битна и за реформската агенда, но и за макроекономската стабилност на државата. Од ВМРО ДПМН пак денеска
коментираат дека ако СДСМ и Филипче се сигурни во поддршката од граѓаните, веднаш може да поднесат барање во парламентот за распуштање на собранието. Доколку СДС смета дека анкетите во кои тие се 4-та, 5-та партија во Македонија не се точни и дека имаат поголема доверба од народот, нека повелат уште утре нека поднесат барање за предвремени парламентарни избори. Во тотална безидејност со лоши соопштенија кои вештачката интелигенција им ги пишува, бидејќи очигледно вистинската интелигенција ја немаат на бихачка, тонат во жива кал. СДСМ треба да се реформира од луѓето кои им ја водат партијата, начело со Филипче, а во сенка на Заев возвраќаат од ВМРО ДПМН. Додека јавно коментираат предвремени избори, двете партии по локалните избори најавија внатре партиски промени. По извршената анализа, Филипче во вторникот побара оставка од целиот извршен одбор, подпредседателите и секретарите во партијата и најави нови кадри во врвот на СДСМ. Сепак тој најави дека ќе задржи и дел од сегашните кадри, па така Александар Трајановски се уште го планира за подпредседател. Останатите партиски функционери се уште не се договорени. Интензивно работам јас на тоа поле. Изминатите денови бројни состаноци, бројни координации, така да во следните 2 недели целокупниот процес ќе биде завршен. Мицкоски пак вчера брифираше дека планира пролетно партиско освежување на раководството на ВМРО ДПМН, но и реконструкција на владиниот кабинет што го води. Анализата кој ќе остане во извршниот комитет на партијата, дали ќе има партиски подпредседатели, кои, но и кои министри треба да заминат или пак кои ресори треба да се променат, ќе ги прави по утрешниот партиски конгрес, а процесот треба целосно да заврши кон крајот на март и почетокот на април. Катерина Нешкова, Сител телевизија. На средба со организациите на бугарите од Македонија, бугарскиот председател Румен Радев порачал дека внесувањето на бугарите во уставот значително би го забрзало европскиот пат на земјава и повика тоа да се направи што е можно поскоро. Радев повтори дека заштитата на правата на бугарската заедница е заедничка цел на Софија и на Европската унија и услов што според него не смее да биде заобиколен. Македонскиот премиер Мицковски пак и вчера уште еднаш повтори дека владата нема да прифати процес кој отвора простор за нови условувања, предупредувајќи дека и по промена на уставот може да следуваат нови барања. Ако Република Северна Македонија ги впише бугарите во уставот, тоа значително ќе го забрза нејзиниот пат кон Европската унија. Ова го истакнал бугарскиот председател Румен Радев на синоќешната средба со представници на бугарските здруженија од земјава, информираат од неговиот кабинет. Се надевам дека нашиот југозападен сосед тоа ќе го стори што е можно поскоро, за да ја отвори вратата кон преговори за полноправно членство. Во соопштението од неговиот кабинет пишуваат дека Радев посочил дека секоја демократска држава има должност да ги штити правата на сите своји граѓани и да го гарантира нивното право на самоопределување. Бугарскиот председател уште изразил надеж дека властите во Скопје што е можно побрзо ќе го реализираат ветувањето од 2022 година за вклучување на бугарите во уставот. Сите се надеваме интеграцијата на Република Северна Македонија што е можно поскоро да се случи, но тоа не може да биде на сметка на правата на бугарската заедница во земјата. Според Радев, токму бугарите во земјава први го поставиле прашањето за гаранција на нивните права, а како што наведува бугарскиот председател, тоа денес е заедничка кауза не само на официјална Софија, туку и на Европската унија. Премиерот Мицкоски вчера на брифинг со новинарите рече дека владата нема да прифати процес кој ќе отвори простор за нови условувања и затоа се потребни гаранции од Европската унија. И утре да ги внесеме бугарите во устав, прашање е само дали за 3, 6 или 9 месеци ќе имаме нов услов, кажа Мицкоски. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Се промени во антикорупцијската комисија по изборот на нов капетан. Може ли да се подобри проверката на имотот на функционерите како што бараат меѓународните партнери? Има ли вистинска политичка волја за борба со корупцијата? Тема на денот во 19 со Адем Чучулј, новоизбран председател на ДКСК. Економијата забележа раст од 3,8% во третиот квартал, при што најголем придонес имаат инвестициите со скок од над 30%. Министерството за финансии го оценува ова како еден од најдобрите квартали досега, нагласувајќи дека со ваков раст Македонија е меѓу најуспешните 3 економии во Европа. Раст на економијата од 3,8% во третиот квартал, објави статистиката. Пораст е регистриран во сите сектори,
а најголем на 30% е забележан кај бруто инвестициите. Градежништвото растело со стапки на 20%. Министерката за финансии задоволна од бројките. Со ваков раст на бруто домашниот производ, Македонија е трета во Европа, а најдобра во регионот. Главниот двигател на растот во третото тромесечие бреа бруто инвестициите, кои се зголемија за исклучително високи 30,6%. Пред се како резултат на силниот раст на инвестициите во основни средства. Со ова од аспект на инвестиции, ова тромесечие е едно од најуспешните од кога се мери економската активност во земјата. Важен придонес кон растот на инвестициите имаше и силната посветеност на владата на капиталните инвестиции и оптимизацијата на нивните трошоци. Забрзана динамика во реализација на инфраструктурните проекти се очекува и во последниот квартал од годината. Според Кочовска, за тоа ќе придонесе и задржувањето на стапката од 5 наместо 18% на ДДВ-то при купување нов стан. Инаку статистиката регистрира намалување кај финалната потрошувачка во третиот во споредба со вториот квартал, како и кај извозот на стоки и услуги. Во истиот период пораснал увозот на стоки. Овие податоци се уште поголем поттик за целата влада да продолжиме да работиме со уште позасилено темпо, за да овозможиме повисоки стапки на економски раст, што носи до повисок животен стандард на граѓаните. Според сезонските и прилагодени податоци пак, како што пресметува Евростат, економијата во третиот квартал реално пораснала за 3,6%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Регулаторната комисија за енергетика од 1 јануари го намалува надоместокот за пренос и дистрибуција на струја за нешто над 1%, но конечната цена за граѓаните ќе зависи од одлуката на Евана Хоум, која се очекува следната недела. Овој дел од сметката, што го регулира РКЕ, учествува со 37% и ќе влијае со намалување од околу 1 до 1,2%. Сепак понудата на државната ЕСМ да продава струја по повисока цена, 65 евра за мегават час наместо досегашните 62, упатува дека од нова година електричната енергија би можела да поскапи за околу 4%. Дали и колку ќе се промени крајниот износ што ќе го плаќаат домакинствата, ќе се знае за неколку дена. Упно во делот каде што има влијание регулаторната комисија за енергетика, влијанието врз крајната цена е 37% и овие намалувања ќе доведат понатака, ќе бидат пресметани при определувањето на цената на универзалниот снабдувач за домаќинствата и за малите потрошувачи. По просек, влијанието е, ако ние регулираме тоа што влијаеме ние на крајната цена е 37%, некаде тоа влијание наше е околу 1%, помеѓу 1 и 1,2%. На денот на волонтерството, хуманата мисија на Црвениот крст ги обедини народните избраници, кои на 1 час ги заменија собраниските клупи со волонтерска служба во дневните центри низ земјата. Немаат титули, но имаат срца што секогаш се спремни да помогнат на другите. Волонтерите на Црвениот крст, она што тие го прават во текот на целата година, во хуманата мисија на Светскиот ден на волонтеризмот, ги поканија и народните избраници. Пратеници од сите пратенички групи на 1 час ги заменија собраниските клупи и беа волонтери во 8 дневни центри. Ги слушнаа предизвиците и се обврзаа за помош. Спикерот Гаши најави и измени на законот за волонтерство. Ние сме токму дел од граѓаните, знаеме да бидеме и волонтери. Овој ден ќе влијае во сите нас да размислуваме дали, колку, кога последен пат сме волонтирале, дали сме направиле нешто волонтерски од срце. Велиме дека таа е доброволна работа, доброволен труд за кој не се плаќа, не се компензира, меѓутоа мора да се оддаде признание, мора да се рече благодарам некому за тоа што го прави. Една од точките за посета беше и дневниот центар за лица од трета доба. Со разговори, помош за подготовка за празниците, друштво им правеше скопскиот градоначалник. Ќе бидеме силна поддршка на Црвениот крст, имаме многу активности кои што и дополнително ги предвидуваме при креирањето на буџетот оваа година, кои што заеднички ќе ги работиме од наредната календарска година и се надевам дека ќе имаме што помалку интервенции во наредната 2026 година заеднички. Волонтерите се покажа како една голема моќна сила во сите природни катастрофи предизвикани од човекот, што уште еднаш зборува за тоа дека треба
треба да работиме сите кај младите луѓе да го всадиме тој момент на хумана димензија. За пожртвуваноста, брзата реакција и безусловната помош која ја пружале за време на една од поголемите трагедии во македонската историја, пожарот во Кочани, кочанските волонтери добија признание од парламентот. Јас бев дел од тие личности кои што беа погодени од делот од несреќата во Кочани, со многу брза реакција сите волонтери од цела Македонија учествуваа и беа на терен во првиот момент во Кочани. Тие се херои, тие се вистински пример во заедницата и секој еден од нас треба да ги следи нивните стапки и нивните чекори. Повеќе од 16.000 волонтери низ светот волонтираат на годишно ниво и подаваат рака на оној кому помошта му е неопходна. Во Македонија преку 5.000 активни волонтери се шири хуманата мисија на неведливите херои. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Со положување свечена заклетва 48 нови американски волонтери од Мировниот корпус го започнаа својот 2-годишен ангажман во македонските училишта, каде ќе помагаат во наставата по англиски јазик и инклузивното образование. Американската амбасадорка Агелер порача дека мисијата на Мировниот корпус е градење мир и пријателство меѓу двете земји. Со оваа свечена заклетва, нова група од 48 американски волонтери го почнаа својот ангажман во рамки на Мировниот корпус. Тие ќе останат во државата во следните 2 години и ќе работат како наставници по англиски јазик заедно со редовниот кадар во училиштата. Амбасадорката на САД во земјава порача дека мисијата на Мировниот корпус е промоција на мирот и пријателството кое се гради меѓу двете земји. I believe that goal is perhaps even more relevant today than ever. Many of our volunteers asked to come to North Macedonia. This is a very popular country for Peace Corps applicants, reflecting deep interest in the people, the culture, the history, and the languages here. Волонтерите ќе земаат активно учество и во инклузивниот дел на образованието, ќе бидат ангажирани во специјалните училишта и центри за ученици со посебни образовни потреби. Вашиот ангажман нема да се ограничи само на унапредување на јазичните вештини или на создавање поинклузивна училишна средина. Вие ќе придонесете за нешто многу поголемо, за заеднување на партнерството меѓу нашите држави, градење взаедна доверба, разбирање и посилно пријателство меѓу нашите народи. Оваа волонтерска соработка со Македонија датира од 1996 година во рамки на американската невладина организација посветена на светскиот мир и дружење. Волонтерите се сместени во семејства во Неготино, Кавадарци, Свети Николе, Гостивај, Ретијарце. Миријана Давидовска, Сител телевизија.